Здраво, здраво, повторно на сите. Повторно се враќаме во нашиот дом во Бир Гарден во Diamond Mall во Скопје. Последна емисија помината на гостински терен. Повторно имаме ракометен гостин. На почетокот, само пред да го најавам гостинот, ќе ве замолам да стиснете еден subscribe, бидејќи навистина ќе ни значи што повеќе сме, повеќе можеме да просперираме и да правиме поинтересни емисии, да викаме, се разбира, поинтересни гости кои што имаат направено за спортот не само во Македонија, туку и на Балканот и пошироко. Токму таков еден гостин имам денес, и морам да кажам дека навистина ми е чест и задоволство не само на професионален план, туку некако и интимно и приватно, што денес тука со мене е Иван Чупич. Цело детство и по-голема возраст од мојот живот го поминав токму со гледање на него. Еден мал дел кога тренирав ракомет како дете ми беше еден од узорите кои што ги гледав во мојот живот, така да Иван Чупич, не знаев ова. Здраво и ти благодарам што прифати денес и што си тука со нас. Здраво и на тебе и на све твои гледатели. Мило ми е да сам тука, првиот пат сам тука, така да ево убаво неко интимно место. Надам се дека ќе позбориме малце и дека ќе нам беше и на нас, а така и на луѓе што нас слушаат и гледаат, дека и на нив беше поинтересно и убаво. Имаш голема кариера, многу титули, многу успеси и на клупски, и на репрезентативен план. Помина убави години во Вардар како ракометар, ги освоивте тие две досега единствени титули за клубот во Лигата на шампионите. Доминиравте тој период не само во Македонија, туку и на Балканот. Повторно си во Вардар сега како тренер. Па на почеток како дојде таа цела соработка, кога ти се јави Михајло, кога реши дека ќе прифатиш, дека ќе заминеш од Хрватска, ќе доеш и ќе го водиш Вардар? Па види, беше многу, ајде да викам така, многу чудно и изненадно. Гледав на телевизија у Хрватска, на одмор гледав, ајде да кажем, најбитна утакмица Вардар Пелистер за шампион. Вардар изгуби таа утакмица за жал. Пелистер си освои по третиот пат титула поред и после 2 дена ми се јави и председател и директор дали сам заинтересиран, били сакав да дојдем, така да беше брзо, изненадно. Не бевме пред тога никогаш у контакт врзано за тренерска работа, за моје враќање у Вардар како тренер, ама испадне стварно и брзо и конкретно и на први избор и на прво јавување дека ме сакат за тренер. Прифатив на прв муабет, потоа нормално трајаше можда 5 до 7 дена тоа све организација, пошто имаат они тренер со кој треба да се договорат. Нормално има и други луѓе у клубот, сем Михајло и директор на клубот Недановски, така да после 5-7 дана све беше решено и со мој клуб Метковиќ, пошто бев под договор таму уште една година. И ево, на моја среќа дека се све тоа заврши нормално, добро и дека ми се погоди, дека имам голема чест и гордост дека пак сам дел на Вардар и дека, ајде да кажем, таа тренерска работа почнував од тако голем клуб како кај Вардар. Добив многу голема шанса и секој дан сам заблагодарен за таа шанса и секој дан влегувам у сала со мои играчи, со мој став, со велика гордост и почит према работа што ја добив тука. Знаеш, ме интересира, ја почна тренерската кариера во Метковиќ, клубот од твоето детство всушност. Сега, колку и сите знаеме дека Метковиќ на времето, какви се играчи излегува од тој клуб и дека, ако не се лажам, една година имало кога требало и да зема титула во Хрватска, па поради некои други работи на крај завршила кај Загреб. Го водиш Метковиќ, таму си во клубот кој што веројатно е твоја прва љубов нормално. Доаѓа повик од Вардар, тим кој што е двократен европски шампион, сам знаеш каков притисок само по себе Балканот носи, но каков притисок и во Македонија се работи, кои се очекувањата од Вардар секоја година. Почувствува ли некој мал притисок и дали се запраша у момент дали ми е време, дали сум подготвен да преземам поголем клуб или треба да работам, дали размислуваше, дали разговараше со фамилијата, какви совети ти дадоа они? Па види, реално нормално кога бев помоćник тренер у Загреб година дена, бев у Метковиќ,
nekih pola godina ispunivme tamo ciljevi, normalno da je Metković moj klubot. Oni isto bea malce na prekretnica so nekoj svoji pričini, така da ja koga dojdem tamo mislim дека zajedno so igrači koji ima Metković napravimo jedan dobar rezultat i po тоа normalno koga dojde povik od Vardar se prašuvaš i ja si familija, da li je to prav čekor, da li si spreman za to, ama kako da ti kažem, kako sportista, kao nekoj koji cijeli život u rakomet i stvarno kako igrač pominav sve i svašto i ljubavi i teški momenti, znav дека što se odnosuva na pritisok, ja to razbiram kao čest, pošto ne može sekoj da ima pritisok i pritisok treba da je nekoja privilegija i mislim дека to treba da ti je čest ako možeš da работиш pod pritisok, ne da je to neka negativna stvar, nego pozitivna, a po druga strana mnogo sam uputen i normalno дека je Vardar sekogaš moj klub i дека znam mnogo dobro u koji klub dovijam, da знаев со кои ljudi treba da работам, да знам какви su očekivanja od Vardar normalno i od cela Makedonska liga. Така да полесно ми беше да донесем одлука затоа што сам 10 години дел на Вардар, 5 години играв тука, 4-5 години бев у Загреб, ама многу добро пратив и знав што се случува со Вардар, у кои моменти тешки тренуци беше после, ајде да кажем, после корона. И едноставно не беше ми тешка одлука, пошто сакам да станем тренер како играч, сакам да сам амбициозан, сакам да водим големи клубови, големи тимови, да играм и да тренирам големи играчи, така да едноставно прифатив ово не као некое бреме и некое пропиткување дали е ово момент или не, него едноставно ево, отвори се шанса, треба да ризикувам, треба да давам све од себе и едноставно то преломи у моја одлука дека за тренерска работа нема оно сега е време, nije време, или ќе прифатиш шанса или ќе се фатиш у коштац со сите проблеми, со сите што носи еден клуб као што е Вардар и нормално дека одлука беше за мене многу лесна, иако нормално беше пар дена размислување што, како, зашо, што се случува, дали е прави момент или не, ама тоа мислим дека помина кратко након дан-два, помина пошто мислам дека ако си вардарац и ако сакаш Вардар и ако си амбициозан како играч, како тренер, мислим дека за секој со Балкан е Вардар прави клуб и за играч и за тренер да си дојде тука и да си биде амбициозан и да се фати у коштот со Вардар, пошто тука може многу да се научи у 2 месеци, што можда у Германија не може за 2 години. Знаеш, некако сами излегуваат прашањата од сето тоа што го кажуваш, ме интересира колку е исто или различно периодот кога беше во Вардар како играч и сега кога си као тренер. Која е разликата меѓу тој Вардар тогаш кога бевте не само на играчки план, мислам и структурно работата во клубот, амбициите на клубот, иако многу пати ќе кажеш дека Вардар секогаш има најголеми амбиции во кое надперување и да е дел. Која е разликата меѓу тој Вардар кога бевте донесени со една цел, сите верувам освојување Лига на шампиони, голем број на квалитетни играчи и сега кога ја доби таа шанса одново некако полека да го градиш тој тим што за некоја година треба да биде меѓу најдобрите во Лига на шампиони? Па сигурно едно од разлика е многу пари. Тогаш беше многу пари и нормално кога имаш многу пари, кога имаш голем буџет, нормално да пак ствари не иду преко ноќ. И тај Вардар со Самсоненко требаше 3-4 години на велик влог, велики пари да дојде до Лига шампиони. Сега смо у момент дека имамо голема историја, дека представувамо голем клуб, дека знаеме да су секогаш амбиции најголеме у Вардар, ама знаевме дека после 3 години што Пелистер освои титула поред, 3-4 години нисмо Лига шампиона, дека треба да тргнеме чекор по чекор и дека куќа не се гради од кров, да се гради од темели и ми сега, што се тиче и инфраструктура сега со сала у Расадник, која треба да се преселиме, од нови спортскиот директор, од луѓе кои су позади клубот, мислим дека полека формира се клубот
и со играчи, и со став, и со логистика, дека пак можемо да направиме добри темели и дека идеме година по година, дека растеме пак како клубот. Дали ќе дојдеме на тај момент, кај дојде Вардар со Сергеј Самсоненко, тоа никој нема да знае во овај момент, ама наш цел е да се приближимо на тај ниво на ракомет, да се приближимо дека смо најдобар клуб на Балкан, дека ќе се приближимо да играме стално Лига шампиони, тоа полека се гради и мислим дека ова година ќе најде право мерило до кај сме, што сме и што треба да поправиме за следна година. Не е тоа нормално твоја работа, но не е ни некоја голема клубска тајна или што. Точно знаете ли кога ќе се вратите во Расадник и кога ќе почнете да играте дел од дома? Пошто вие кажавте дека дерби надпреварите и надпреварите во Европа ќе останат да се играат во Јане Сандански, овие тука прволигашки ќе речам надпревари во Расадник. Се знае точно до крај салата како е салата? Па ево ја што имам задна информација, ако лажем тебе и лажат и мене, знаеш како е на Балкан со работи, со фирми, со мајстори, секогаш има некои проблеми, ама оно што ја задња информација имам е дека крај на февруар, почеток на март би требали да се преселиме у Расадник и тамо да имамо свој дом, своји канцеларии, тамо да тренираме, да имамо своји термини. И сега како ќе функционира, мислим дека Европа и Лига шампиони ќе се играат нормално во Јане Сандански, а Лига ќе се игра у Расадник, нормално сем дерби у Македонска лига, мислим дека сега за сега што ја знам дека се тоа односува само на Пелистар. Се врати во Вардар, легенда си на клубот, навивачите дефинитивно те памтат по многу големи надпревари, по многу голови. Имаше една мала ситуација, ако можеш да ни откриеш дали ти знаеш нешто околу тоа и дали е поврзано с целата работа со Столе Стоилов. Ја верувам дека вие сте добри од играчките денови се уште. Дали му беше понудено од тебе, од клубот, не знам, да остане како дел? Што се случи со тоа, бидејќи он со твоето доаѓање на еден начин замина од клубот и отиде на друго место да работи моментално во репрезентацијата на Македонија? Оно што ја знам и оно што се односува на мене, ја кога добив повик из Вардар да дојдем како тренер, ја кажав дека ја работим и до сега кога бев и у Метковиќ и у Загреб и сега кога добив понуда од Вардар, ја јасно кажев на клуб дека ја сакам да работим, и мислам дека е нормално да секој тренер, можда тоа не беше случај на Балкан, ама тоа е случај или тоа е по мене логички дека секој нов тренер у било кој спорт си бара свој тим. И едно од моих услова да станем тренер на Вардар беше дека имам слобода, дека донесем свој тим со кој сакам да работим. Клуб се изјасни јасно дека е тоа нормално и логички дека носим свој тим со себе и така донесев Томо, брат ми, као тренер, Келентрич како тренер на голмани и Матеј како кондицијски тренер. И клуб се сложи со тоа, ме прашуваше клуб у два наврати што е ситуација со Столе, дали ga ја видим у став или ga не видим у став. Ја кажев дека у овај момент сакам, после 3-4 години што Столе беше у клубот, 3-4 години беше и Недановски тренер и после аргентинац, и Столе мислим беше 2 години или 3 Петрушевски тренер на голмани, дека мислим дека е дошло време, дека ја осеќам дека треба нови став да се донесе и дека е мој план дека сите што работат со мене мора дека се професионалци, мора да само тоа работат и да немат никаква друга приватна работа, пошто мислам дека Вардар со ова амбиција да стане шампион, утре да игра Лига шампиона, ми како став или стручниот стожер мора да смо на диспозиција играчи 0-24, тоест 7-24. И мислам дека у овај момент моje размислување као тренерот, као професионалец е дека никој кој работи со мене не може ништо друго приватно да работи, да мора да е у функција на клубот и за тоа донесов одлука дека треба да сменим цели став и да сменим, дека
Mislim дека со овај став и со овај професионализам имам најголеми шанси дека испуним ciljevi, пошто не мислам дека у модеран спорт и ракомет дека еден човек може да работи све. Многу почити, многу обврски имаат сите мои тренери и сите имаат своја улога и мислам дека сам не можем да правим ова што правиме до сега, ни и понатака и уеднина не може еден човек да води тим од 20-25 души. И по тоа зборевме со клубот и клубот каже дека има опција и да сака да Столе остане у клубот, дека спортски директор ми каже дека сака да остане у клубот, дека работи со, мислим да со у академија, со млади тимови и дека работи у репрезентација и дека тоа ќе му понуде. Сега, што се случи понатака меѓу директор, председател и Столе, дали му они понудија, дали он одби, дали он сакаше нешто второ, за таа работа nije на мене, нити е у опис моја работа дека си знам што координатор, спортски директор и председател зборе со други тренери поврзано за клубот. Нормално ти лично можеш да кажеш не е ни твоја работа да зборуваш што се случува меѓу други луѓе и Не, се разбира. Јас зборев само за први тим, пошто сам ја одговоран за првиот тим, а што знаем преко директор и председател дека ќе сака да остане у клубот и сака дека работи со омладински тим. Сега што се случува по тоа, дали е понудено, ние, дали он одбие, тоа стварно нити прашав Столе, нити прашав клубови, мислим дека ние на моје ни да прашам, ни да нешто тражим од клубот, ни од Столе, некои работи они си праве за себе оно што мисли да е најдобро. Повеќе ме интересираше како сте на приватен планите што игравте заедно, не само со Столе, мислам и со сите, ајде Недановски се уште е во клубот, се гледате секој ден, како приватно функционирате, дали се слушате после толку години после тие? Па види, имамо се еднашка, мислам, еднашка видено, два пати видено и еднашка два пати у теретана, еднашка бевме на кафе, стварно кога дојдев у Скопје, му се јавив, ме занимаше негов вид на екипа, што он мисли, пошто и он работише 2-3 години као помоćник на тренер, стварно е упутен у многу работи што се однесува на играчи. Имав еден отворен, коректан муавет со njega, си не време на време си допишувам и ми честита некои и победи и така имамо зборено 2-3 пати, ама ти будем честен, стварно ова работа која правим сега стварно изискува многу време, така да повеќе сам на телефон, повеќе со сите што играв у Вардар и што ми бев и тренери, колеги у Загреб и шпански тренери, стварно со сите се често слушам, ме занимат многу мислење од других тренери и луѓе кои поминат кроз ракомет, ама повеќе су то телефонски разговори, порука, пошто све што малце слободно време имам сам дома со жена и деца, така да повеќе сам на телефони, така да ево имам се видено 2-3 пати со Столе, ама стварно немам време сега како играч за шетња со жена и деца по кафани, по ресторани, по ова, по она, стварно неа време за тоа како тренер, стварно многу е дуг работни ден. Знаеш, ме интересираше ова да го разјасниме за луѓето, пошто од тука си го знаеш менталитетот на Балканот и се што се случува, или е голема љубов или е голема омраза. И имаше кади да отидеш ни Скопје у муабети, они се мразат, неќе да се видат со очи, не знам, не се веќе другари, сите тие работи, чисто да го кажеш твојот дел од приказната, за да види дека не е секогаш се така црно или бело во животот и во односот меѓу луѓето. Види, ја то гледам поинако, пошто за милион работи што како играч сега како тренер слушнеш или некој муабе тргне за некоја маса, милион пати ви македонци имате кажу, јас се цело време смием на таа работа, ви викате, тоа е македонска работа. Така да е тоа ваша некоја изрека, македонска работа. Ама јас сум многу прост, многу година сум у професионализам и стварно можеби како тренер сам на сами почеток ја прифаќам и се согласувам со тоа. Немам многу искуство, ама и стварно имам богато ракометно искуство со работа со многу добри играчи, со многу добри тренери, со многу добри клубови, со многу поврзани со обликовални, така да имам некое искуство и на крај на денот ово е професионализам и ово е работа и тука нема
deka ima privatno i poslovno, toga treba da se razluči vrlo lesno. Ja sam sportski direktor, mnogo dobar drugar, bef me cimeri, stvarno smo imavme odnos već prekolu 10 godini, ama znam deka je on, da sam ja tuka, on je tuka i deka na poslovan plan imamo jedan cilj, to je Vardar. Ili jas, ili on u nekoj moment, ako ne pravimo dobro za Vardar, poslovno, za dobrobit na Vardar, treba se nekoj raboti završati. I zautre, iako smo drugari, možda kad dojde vreme da meni moj najdobar drugar, jedan od najdobrih drugara vika, povike više nisi trener za Vardar, ti i tvoj stožer niste zadovoljili uslove na Vardar, mora da si odite, mi mora da si baramo i tražimo nekoj koji može da zadovolji i ispuni ove ciljevi. I tuka završava. Ja i pak utre kad sam su njega drugar, i pak utre kad se vidimo na leto i kad pijemo pivo i kad se družime, ama Vardar nikogaš ne smije da pati. I prije sve, koga zborimo za profesionalni del gdje Vardar je sve kogaš na prvom mjestu. Самиот ја спомена таа македонска работа. Кога дојде во Вардар, многу беа и скептични за твоето доаѓање како млад тренер. Го водел само Метковиќ, нема никакво искуство, сите знаеме кој е Вардар. Самиот си кажа македонска работа. Искрено, имаше многу луѓе кои што беа скептични за твоето доаѓање. На некој начин бев и јас, но резултатот да го тргнеме на страна. Не е важно дали победи, порази, колку има. Туку ја, откако си ти на чело на Вардар, прв пат го гледам Вардар да игра модерен ракомет. Значи Вардар со Васкор освојуваше 2 титули, никогаш не му беше прва одлика, брз ракомет, брз центар, брзо завршување на акции, многу трчање, многу физичко. Донесе нешто во Вардар што досега го неаме видено. Еве, ќе го споменам Кирил Лазаров кога дојде да работи во Македонија, рече дека ракометот иде натаму и мора така да идеме ние како балканци, више тоа споро, вртење, многу не поминува едноставно, бидејќи ракометот се промени многу и спортот општо се промени, многу мора брзо да завршуваш, да едноставно да го умориш, да гледаш да го умориш противникот, ти да бидеш физички поспремен. Дали е тоа е твојот начин на размислување и како успеа да смениш цел поглед на еден клуб, можам така да се изразам, да почне да игра многу брз ракомет? Ние и со швеѓаните што игравте во Лига Европа, игравме на ниво брз ракомет 2 надпревари. Се свете да речеме го доби на тоа. Ги умори едноставно во текот на мечот, ги умори противникот со тоа брзо темпо. Па, прво две работи. Прва работа, немам друштвени мрежи, нити и како спорташ, што бев многу години у ракомет, се многу зборија за мене. И добро, и лошо, и вака, и нака. Така едноставно отупив од некои причини што се збори. Така да, те некои работи не може да ми стварат притисак или проблеме, или да мислам ова збори ова, добро сам прифатен, нисам, дали ме сакат, дали е скептици околу мене, не. Види, врло лесно. За мене врло лесна одлука зашто Вардар игра вака како игра. Дојдов у Вардар и први цели на Вардар дека треба да се освои титула. И да следна година Вардар со ова екипа, со овај буџет, со ово што сакаме, да вратиме Вардар у Лига шампиони. Сега, моја визија многу лесна беше. Сакамо следна година у септембар да играмо Лига шампиони. Значи од овај септембар морамо да тренирамо како ќе играмо за годину дана Лига шампиони. Како да смо на тај ниво, како да тренираме, како да се одмараме, како да размислуваме када оди ракомет, како се тренира модерен ракомет, како најголеми екипи попут Магдебург, Париз, Барцелона, не знам, Веспрем и понатака, како тренират, со кој менталитет играат на превари и не можем ја сега дојдем у Вардар дека денеска играмо споро или денеска играмо полека или денеска играмо оно што нам донесе бод или два, а за годину дана кога дојдемо Лига шампиони, тогаш ќе сменимо тренинзи. Така да за мене таа визија, пошто бев у Загреб задње 2 години со Андреја Николиќ, една година како негов саработник и играч, друга година како помошник тренер и со кондициони тренери со тие тај став што имавме, видовме и ја видов и се едуцирав зашо Загреб не може да помина група у Лига шампиони. Због начина тренирања, због малку интензитети, због игра се на еден гол или на втори гол, игра се обрана, игра се напад.
nema povratna trka, nema dobra rotacija u zamjene, nema lesni golovi, nema tranzicija. I ja sve to vidov i naučiv kako neki pomoćnik na trener tamo i znajev što najpobrzo prifatime moderne metode na treniranje, moderno razmisluvanje, deka u kontinuitet može da pobeduvamo Makedonska liga i ako Bog da sreća zdravlje da osvojimo titula, taka polesno može da sledna godina nastavimo da rasteme i da igrame Liga šampioni i da bideme konkurentni. I to beše moja vizija koga dojde v tuka. Cilj je Liga šampioni, znači mora da treniramo kako Liga šampioni. Cilj je moderan rakomet, mora od svega, od prvi den da počne da trenirame i da razmisluvame taka cijeli tim. I za to jedna od prikaski zašto donesov cijeli novi stožer, zato što im predstaviv i objasniv deka samo so ta misao, sa ta ideja, od moj cijeli stav, podrška od cijeli stav, može bi u junu da sme prvaci i da razmisluvame deka na taj plan mora da nastavimo sledna godina, deka бидеме конкурентни Лига шампиони. Ги споменавме скептиците, сега да ги споменем и тие што беа најоптимистични по твоето доаѓање. Никој не очекуваше таква полусезона да има Вардар со само еден пораз. И тоа баш дое тој пораз кога Вардар не ја играше својата игра против Пелистер на гости. Како се случува тој момент во тек на надпревар, се да се заборави што е тренирано, некако влеговте во ритамот на Пелистер на тој надпревар. Како се случува тоа кај ракометарите кои што тренираат овој начин на ракомет цело време, едноставно дали некојаш има врска и атмосферата, притисокот, знаеме колку е тешко да се игра во Македонија на гостински терени во тие дерби надпревари, каква е публиката во Битола, колку го сакаат ракометот, колку живеат за клубот. Што се случи баш на тој надпревар, бидејќи тоа е единствениот, не може да се каже кирс против пораз против Пелистер во Битола, но единствениот пораз кога Вардар не ја играше својата игра. Па, прво да ти кажем дека ја играв 2-3 таква надпревари со Кјелце против Металург, кога Лино Червар беше тренер. Не сега да успоредувам интензитети на ракомет, него бев играч и знам кога некоја екипа ќе те успава, кога некоја екипа ќе примири надпревар, кога некоја екипа игра паметно 60 минути полека со една страна на втора, кога голман обрани топка, па док ја изнесе, па док ја стави, док дојде у напад, док се промене двојица, тројица. Бев 2-3 пати у таа ситуација дека едноставно не можеш да пронајдеш ритам од своја утакмица, оно што ти сакаш да играш. И како би ти сакал дека Пелистер мора да прифати твој начин на играње, у некои моменти у Скопје они мора да прифате наш начин на играње, така ми за жал, иако зборевме, иако трениравме на тај начин дека не сакаме тај ракомет, дека сакаме дека они мора да прифате наш начин, едноставно не пронајдевме цела утакмица, можда први 10-15 минути, потоа не најдевме цела утакмица ни, да кажем, расположени играчи, ни со некоја моја замена тактичка игра, никако не пробудивме мој стожер, јас не пробудивме тим дека фатимо наш ритам. Едноставно, и разбирам играчи дека едноставно беа успавани никако да најдат ритам. Најда ритам 2-3-4 минути, па пак 10 минути. И тоа мора да работиме, и тоа мора да поправиме за други дел на сезона, пошо веруем дека мора да најдеме и тактички и психолошки, тоест ментален начин, како да се избориме и играчки и ми како тренери со те некои ситуации, ако се случи за време некои утакмице дека може да окренемо ритам наша утакмица и едноставно не пронајдевме наш ритам таа цела утакмица и за тоа, да ти бидем чесен, не бев ни многу љут, ни многу разочаран за мој тим и стварно ви кажев дека едноставно Пелистер беше многу подобар тај надпревар од нас и заслужено победи, со колку победи, и мислив дека кога влезеш било кој тим со njihova vrsta na rakomet ili njihova cel kako saka da te namale i ako ne pronajdeš ritam ni nekoj ludi individualni moment od nekoj igrač, normalno deka
nisi u dobra позиција и така ми бевме на тај надпревар и сега научивме нешто из таа школа, така да дека следниот пат мора да смо спремни и на такве некои работи, што реално не нам се случи ова 3-4 месеци, ни у Лига Европа, ни у Македонска лига, стално имавме брзи надпревари и тогаш беше први надпревар кој баш не најдевме у никој моменти ритам на утакмица и Пелистер тоа квалитетно на искуство и направи дека цело време иде млин на njihova вода и не се снаѓам у тоа, ни јас како тренер не најдев рецепт, ни моите играчи, така дека прифативмо тоа дека така ес и сега имамо неку добру школу, учи се из победа, ама из пораза повеќе треба да се научи. Најштораш, бидејќи Пелистер беше во проблеми тој период, бевте големи фаворити пред тој надпревар. Си одиграл и како играч премногу дерби надпревари и самиот знаеш дека нема фаворит кога е дерби во прашање и не е важно каква е формата на едниот или на другиот клуб. Искрено не верувам, но дали имаше и некое своевидно опуштање кај играчите поради цело тоа пред тој надпревар или Не, играчи стварно беа Бидејќи веќе беше при крај на полусезоната, паузата следуваше. Имавме стварно убави 7 тренинзи и моја екипа и цела сезона може да каже, односно полусезона, а поготово тих задњи 7 дена, многу мотивирани, многу амбициозни, многу добро тренираја, многу гледавме видеа, сите беа фокусирани, сите били желни докажувања и амбициозности, ама едноставно некогаш се поклопи такав надпревар. Нама се случија у најголем дерби и нормално дека постои жал за тоа, ама тек е полусезона, има за шо да се игра и све требамо да прифатиме и да следниот пат будемо подобри, поспремни, ментално пред се, пошто дерби се играат нормално и со желба, ама се игра и со глава. Така да, у некои моменти не бевме со глава тука у некои моменти на надпревар, ама добро. Ама за играчи нема што да кажем после 16-17 врзани победа, еден пораз кога се случи, така да нормално да би сакал да немамо ни еден пораз и да е тоа спортски нормално, ама мора некогаш и да прифатиш дека Пелистер е многу добар тим кој игра Лига Шампиона и дека тај дан заслужено победи, пошто не игравме, да не навредим сега некој, да не споминjem некои клубови кои су многу испод нас. Игравме против многу добар тим кој игра Лига Шампиони 3 години, многу искусан тим со многу добри играчи и тоа е, завршува. Веројатно си станува самиот на себе здодеве на досаден и веројатно и на тебе, но морам пак да го поставам ова прашање кое што веројатно на секој, па сигурно на секоја пресконференција од почетокот го добиваш. Вардар донесе нови некои играчи. Да те прашувам кои се амбициите на Вардар, многу пати ги имаш кажано тоа освојување на титулата сигурно, но во неколку наврати рече и Final Four во Лигата на Европа. Клучни надпревари со Мелсуген и Бенфика те очекуваат сега во вториот дел од сезоната. Е сега што ме интересира, знаеш, ние сме мајстори за математики праење. Некако се прави таа математика дека ако Вардар заврши пред Бенфика, зад Мелсуген, ако заврши втор во групата, ги одбегнува сите германски клубови до Final Four турнирот. Правите некои математики или не те интересира воопшто? Првиот пат слушнав тоа, а другоа ти кажем, не играат само германски клубови Лига Европа, а што се односува на цилеви, ја многу сакам Вардар због големи цилеви. Зашо? Сега, цилј е да поминеме група, така? И поминеме група. И што ќе правиме во април? И исполни смо цилеви. Значи, мора да поставиме големи цилеви, мора да пробамо да достигнеме големи цилеви. Ако и не достигнеме големи цилеви, нормално ден ќе има жал, ќе има разочарување, ама кај нешто научимо и следна година пак. Значи, јас сам секогаш и човек, и како играч, и сега како тренер, секогаш големи цилеви. Јер ако ставиш цил да поминемо сега група, меѓу 3, така? 3 поминуваат. Значи, Мелсуген, Бенфика и ние. Да исфрлимо Кристијанштад, поминеме група. И што ќе правиме осмина финале? Добро, што? Не исполнивме цил. Не. Големи цилеви секогаш, и со големи цилеви, и со големи амбиции,
se stanува и голем тим, и големи играчи, и мора да се научат играт со притисак, и кога се мора, и кога е тешко, и тако се стане екипа, и тако ја сакам да добием мој тим, што го добивам сега, дека су кохезија, дека су стално заедно, дека ќе има и добри и лоши момената, ама собликувална е таа која може да верува, која може да доносува нешто повеќе што се не односива само на сув квалитет. Пошто квалитет на тим нема цена. Индивидуално знаеме што носи Гицел, што носи Хориха, што носи Домагој Дуња. Ама кога имаш кохезија, кога имаш тим, он нема цена. Он нема овај тим е усобликувана, не е лош. Значи нема квалитет. То само може да ти дава повеќе него што може да излечеш као било кој поединац и себе. И моја визија е да тим треба да верува у нешто. Ако дојдеме први дан на припреми и ти викаш екипи на припреми, така први ден викаш сакаме да освоиме титула. Она се освојува 1 јун, задни надпревар, пример. Што тоа значи? Дека денеска ја нешто тражим од тебе да работиш и да ти веруваш дека за 10 месеци ти ќе освоиш титула. Значи ти мора да веруваш у нешто тамо што е за годину дена. И тоа, кога збораш индивидуално, секој кога ти каже да, се согласувам, да, ама тим може да има еден цел, голем цел, и да секој дан доја на работа, и да секој дан игра, и да цело време размислува за нешто што е умагла е. 1 јун. Многу далеко. И затоа јас секогаш зборам дека и Вардар, и ние како став со наши играчи сакавме да ставиме големи цели, да веруваме у чуда и да цело време дојамо на тренинг, да веруваме у нешто што може би ќе се случи у јун. И мислам дека е то исправно и дека то секој тим треба да има. Го спомена Хорира, останува во Вардар, бидејќи имаш и сега не е твоја работа политиката на клубот. Нормално ако дојде некоја голема понуда од голем клуб ќе биде тука размислување, но веројатно како тренер сакаш да имаш најдобриот можен тим што можеш да го имаш. Ја со мој став пренесевме на директор дека сакаме Хориха да остане со нас. Директор и председател и уште пар луѓе у клубот што су задужени за тие работи понуде на Хориху договор и сите му покажевме и кажавме дека сакамо да остане као еден од главни играча на наш тим. И сега е на Хориха дека одлучи дали сака да остане со нас или да можа ќе си замина оде у некој други клуб. Значи, ми како клуб, ми како тренери, сите бевме уединени дека мислимо дека Хориха треба да остане и да сакаме да остане со нас. И сега е потекот на Хориха што ќе прави и како ќе прави. Некој што сигурно замина, повторно тој Вуко Борозан. Интересен како лик, навистина многу пати во Македонија беше дел со тебе и кога игравте во Вардар, си замина на полусезона, посвоивте Лига на шампиони. Можеш ли да откриеш како дојде сега до негово заминување? Ја не го знам лично, но тука баш во Даймонд многу често поминуваше со неговите дечиња. Оддалеку познав одма кои се негови сини и ќерка кога ги видов. Некако истиот го има тој дел на, не да кажам недисциплина, но живост, некако пргавост. Сите многу деца си игра во Даймонд и дефинитивно одма познав кои се неговите оддалеку. Исти Вуко кога ќе ги видиш и поднесување. Вуко Борозан е прие сега мој другар. Вуко Борозан е човек кој ја поминев 2-3 години у Вардар, па бевме малце заедно у Загреб и сега нас пак живот спои у Вардар. Вуко имаше некои проблеми со повреда на почеток сезона, потоа имаше проблем со рака, мислим со алкалоид имаше проблем со рака и ми бевме сигурни дека Вуко ќе остане до крај на сезона. Ама кога нам се отвори ситуација и опција дека донесемо Педро из Војводина, клуб сакаше да збори со Вуко за негова ситуација, дека ќе си останува, ќе си замина, дали има некоја понуда, на лето нема да му се продолжи
договором беше упознат со сите ситуации и на крај се договори со клуб можда да е момент да си оде на европско првенство и дека си побара клубот. Клуб беше према него фер и коректан, увика ако е тоа твоја одлука нема никаквих проблема и така се мислим дека и људски и спортски се најдоа заеднички јазик, пошто клуб беше и за опција ако сака да си оди, ако сака да си остане у клубот и мислам дека Вуко на крај избере ситуација дека е можда овај момент најдобро за njega дека си напусти клубот и дека си тражи среќа на некое друго место, пошто ми му јасно кажевме до знање дека бразилец ќе дојде на полусезона и да од следне лето више не рачунамо на него. Уште едно заминување што се случи неочекувано на сред сезона, говореше и Михајло Михајловски во неколку наврати за тоа. Филип Тарески, што се случи он така наеднаш да донесе одлука, бидејќи тоа што го гледам јас во твојата работа во Вардар и покрај големиот број повреди, ајде ќе речеме еден дел и поради тоа, но секој играч кој што е во ростерот добива шанса да напева. Дали 10, 15, 20, 30 минути добива шанса. Што се случи со него и како одлучи дека повеќе не му е место во Вардар? Оно што јас знам и оно што јас зборев со Тале, на почеток сезона зборевме дека еден од капетана поискусних играча да сакаме да биде поливалентан, да може да игра се у обрана, се у напад и он прифати таа одлука. Прифати дека е тоа нормално, дека сака да игра повеќе напад, пошто Бенфика не играше напад, дека сака повеќе минути у напад, не само обрана и ми као став и он што играше за нас, мислим до новембар или така нешто или до средина на октобар, беше инволвиран у сите надпревари, беше многу битан за нас и обрамбено и напајачки, и транзицијски, и 5-1, и еден од халфови. Стварно и имавме проблеми со Вуко и со Лазаревски, со повреде, така да покриваше и средина терена. Стварно многу захвалан играч за клуб, за мене, за цели мој став. И мислам дека после утакмица со Тулуз, кај реално играше најмалку, напајачки и обрамбено, беше на разговор со директори да сака да си оди, дека не игра толку колку сака и дека сака да мисли дека нема више место за njega тука у клубот. Потоа ја пак направив муавет со него, састанок, да ми он каже сакам да си одим, не се гледам више у Вардар. Ја му кажев на тоа прифаќам, ја бев играч, прифаќам твоја одлука и разбирам дека можда си незадоволен или дека можда мислиш дека ти е на некое друго место подобро него тука со нас, ама пак ќе ти повторам дека ми требаш, дека сакам да останеш тука, дека ќе играш, колку ќе играш, нема да ти ништо гарантирам, ама те видим у ростер, ми требаш и сакам да ни помогнеш да освоиме титула, ама друга работа, да ти кажем као спортиста, као професионалец, дека постои место и време кога се оди из неки клуб. Да тоа не е половина на октобар, почеток на новембар, него да има Божик, да има јануар, да има лето, јун. И он си одлучи дека повеќе не се види у Вардар, да нема да дојде на тренинзи, дека сака да си оди по секоја цена. И клуб си тоа прифати, се договори после со него, како се договори тоа не знам. Што се договараја, како се договараја со папири, со стварно не сум упатен. Мислам дека бевме добри и коректни со него. Може он има некоја друга приказна да не беше така. Ја га видов сигурно до лето у Вардар и мислам дека би било подобро за njega и за нас како тим да е остao со нас, ама пак имам една не можем да кажем правило, него една ствар, било кој играч кој не сака да игра во Вардар, не треба да биде во Вардар. Точка. Почнавте со подготовки за вториот дел од сезоната, дојдоа новите играчи, ми кажа пред снимањето на емисијата дека конечно ги имаш сите играчи, нема повредени. Колку си задоволен од тоа што го виде до сега од новите засилувања,
колку си задоволен општо тоа што гледаш на тренинзите и дали има шанса Вардар уште некој играч да донесе и некој нов подпис да има? Па мислим дека имамо 21 играч у ростер. На почеток сезона беше 25, така да смо намалили малце на број 21 играч. Сега у овај момент здрав играч, така да мислим дека смо одлично покривени на сите позиции, да никакво засилување не ни треба за овај дел на сезона, тоа е ово што нас очекува до јун. Многу сам задоволен. 2 неделји бевме нака 10-12 играча. Повеќе работивме индивидуално, повеќе работивме некои работи што не се прави кога е секоја 2-3 дана на превар. Мислам дека играчи дојдоа добро спремни, направивме добри планови за нив, стварно тестирањата и све што правивме со нив дојде на стварно професионално ниво, све како што беше договорено, и за тога сам стварно многу благодарен на секој играч што стварно прифати свој професионализам и своја работа и кога ниси у клубот. Така да ево уште една похвала за сите мои играчи. И сега ево од понеделник, од вчера смо напокон комплетни и сега имамо стварно еден турнир и 2-3 надпревари у Македонска лига кои ќе искористиме за поготвување на оно што нас очекува од крај на февруар, па ја се надам до јун, така да имамо сега 3-4 добри неделји за работа, ама сите здрави, сите комплетни напокон на окуп, така да верувам сега дека ќе искористиме овие 3 неделји најдобро да се поготвиме и да тргнеме у други дел на сезона со многу големи амбиции, со здравле пред се и дека полека ќе си дижеме форма оно што нас очекува. Да се вратиме малку на твоите денови во Вардар. Играше во еден навистина квалитетен тим кој што одбележа една ера не само во македонскиот, туку и во европскиот ракомет. Остануваш запишан во историјата, секогаш ќе биде тој гол твој за прва титула на Вардар. Кога ќе размислиш сега на тие времиња, што е прво нешто што ти доаѓа, прва емоција која што ти доаѓа кога ќе се потсетиш на ајде да тргнеме на првиот Final Four и таа победа? Па плоштад, аеродром, па до плоштада тај дел, тоа е стварно нешто што мислам да спорим 100 пати, ама нема еднаш како ти се догоди у живот као на некој фудбалер, јас се стварно тога чувствував врв света кога дојдовме и слетевме у Скопје на аеродром, до тај автобус, до само дојање до плоштада, тоа беше нешто неверојатно. И што ми остане, стварно ми остане оно што мислим дека е најубаво за цело мој раздоблje и цели мој дел живота у Вардару е таа собликовална. Таа собликовална, тоа заедништво, тоа дружење, тоа стварно на чест сите собликовални, тоа едино може да се успореди за мене со хрватска репрезентација. Само што у хрватска репрезентација си месец дена заедно, 20 дена, или Олимпијада кога е 2 месеца оде 4-5 години и многу луѓе нормално поминува кроз обликувана, кроз години нормално. Тај дела собликувана што беше, тоа е нешто најубаво, плюс ето да викам тај плоштад 2 пати и нормално Јане Сандански, пуни сали, комити, тоа е нешто можа и голем печот. Беше таа утакмица со Сегед, кога беше као задња утакмица у Јане Сандански на Вардар. Распаја се клубот, те некои 2-3 емоции можем да кажем дека су повеќе од сама титула или само дигање тога пехара у Кену на Лига шампиони. Ме интересира сега ова доаѓа колона прашање, како да прашаш мајка кој дете е подраго. Која титула тебе ти е помила? Таа првата кога беше херојот, кога го даде клучниот гол и освои, или она втората кога сите знаеме какви се проблеми имавте и како ја истеравте таа сезона? Па види, прва титула за мене како да ти кажем, не беше изненадување. Затоа што бев годину дана пред тоа у Килице,
освојувавме титула Лига шампиона и дојдов у Вардар. И видов на секој тренинг какав квалитет ми имамо, ама ми дојдевме нормално у Келн као аутсайдери. Isfrlime Flensburg, tamo dojdeš, igraš со Barcelona, igraš со Pariz, со големи фаворити. За мене не беше изненадување што освоимо титула, пошто знаев и бев у Келце и играв за хрватска репрезентација на најголем ниво, знаев дека имамо тај квалитет. Само што нормално, Вардар како Вардар, балканскиот тим дојде да игра со најголеми тимови, не бевме фаворити, ама не беше изненадување за мене, пошто знам какав квалитет на тренинг и унутар тим има таа собликувална. Ама друга титула беше, цела таа сезона беше многу чудна, со ке има клуб, ке нема клуб, со пари, преземање, дали да се гаси, нема да се гаси. Отидоа 5-6 играчи, останевме само, ајде да кажемо, ростер од 10 топ играчи, порано сите има 14-15, па имаше и Вардар, останевме со 90 играчи. Турбулентна сезона, без пари, со пари, лево, десно. Таа друга беше као некој филм пишан, дека е запишано дека така Вардар со сите тие внутрашни проблеми пак останува да тренира, пак остане заедно како тимо, пак таа собликувална која нема цена и за тоа сега ми е многу мило што бев у таа собликувална, пошто знам сега како тренер да почитувам и да работим со мој став да таа собликувална може да изнесе сите проблеми и нема квалитет дека е тоа врвен, солидан, невозможно да оцениш квалитет собликувалне. И таа собликувална напише тај филмот за крај дека ќе се освои таа друга титула. Така да таа друга титула е за мене, не могу реći по-посебна него прва, ама имаше тотално други аспект на освојување. Ово беше стварно квалитет, тим, спона, млади, стари, сенатори, звезди, млади играчи кои доаѓа, баш беше јак квалитет. А ово друго беше многу ментално јака собликувална, со јасни цели. Треба да Вардар се угаси, нема да имамо повеќе клубови, нема да имамо договори. Носимо дрес на Вардар, ќе освоимо титула, ќе обесимо оно копачке у Клин и ќе си идемо на одмор. И тоа беше менталитетот собликувална. Самиот знаеш, растен си на Балканот, си живеел, се уште живееш на Балканот, дека сите тука сме стручњаци, но едно мора да се прифати, и ова не се важи само за Балканот и за Македонија, за Хрватска, туку за секде во светот. Публиката гледа и публиката знае. Знае кога некој дава максимум, кога некој игра, кога некој не игра. Колку и да не се разбира во ракомет стручно или да да знае акциите или било што. Мојот ми е што тогаш ќе вас препознаа сите обичните луѓе кои што ве гледаат, ние како новинари и сите останати, дека не сте само платеници, ама не негативно кажано тоа платеници, туку не сте професионалци кои што се доени тука, кои што име работа и завршуваат своите обврски игра, туку покажавте нешто повеќе и за клубот, но и за самите вас како група, како екипа, бидејќи сите можеме да се правиме паметни колку заработувале тие играчи, ајде не е да ги жалиш, имаат пари, но ти немаш редовни примања. Значи сите имате фамилија, имате некој, на пример, секој да тргне од себе ако нема редовни примања, во денешно време голем проблем. Како успеавте покрај заедништвото сето тоа да се изборите и како беше самото идење, од кај го најдовте тој мотив да ја доиграте сезоната на тоа ниво и покрај сите проблеми кои што ги имаше клубот во тоа време? Па нормално да беше тешко за секој играч. И да беше тешко и нормално дека секој кога нема редовни примања дека влегува во некои проблеми, забринут. И сето стои. Ама ја ќе тргнем од себе и нормално да ја имав и проблеми, и размислувања, и шо, и како, и вака, и така, ќе има, ќе нема. Нормално ти тоа се одезима енергија, дека е стрес, нервоза. Ама, кај мене беше, ама верувам дека и на остатак на екипа, собликувална надправар беше испушни вентил. Дојдеш у сала, дојдеш на видео, дојдеш у теретана, идеш на пат да си играш утакмица, да се тренираш и ти 2-3 сата, 1-2 не размислуваш о проблеми. Така да
дворана или сала или утакмица беше спас. Кој ќе размислува 24 сата секој дан о проблемima? И да имаш некој место де 2-3 сата, 4 или како одеш на пат 2 дена, не збориш о проблеми, не размислуваш о проблеми и не се замараш што е дома со жена и деца, едноставно се исклучиш 2 дена. И тоа беше за нас спасење, тренинг, сала, надпревар, не размислуваш о проблеми. И ја така, и мене, да останеш нормален после 2 години нередовна примања, па дугови, па распада се клуб, нема, дали ќе ти се јави, дали ќе ти неко дате паре, нема да ти да паре. Свашта нешто ти помина кроз глава. И што беше спас? Собликувална, терен, надпревар, сала. Тоа исклучиш мозак, тренер вика играј, не играј, шутирај, тато. И за мене тоа беше испушни вентил. И мислим тако да за цела таа група, таа задња година, беше испушни вентил. Да избегаш од реалност, од дома, од фамилија, од жена и деца, куп проблеми, да избегаш у нешто вамо. Из реалност избегаш вамо и нема проблеми. У сала нема ни еден проблем. Ако нешто не те боли, може тренер, немаш проблеми. Единиот проблем е денеска ми тренер дај 10 минути, можда сам требал да играм 20, ама нема нас многу, така да смо сите играли. Така да не беше тоа проблем, 2-3 утакмице не играв, Реалност и доѓаш у сала и нема ништо. Публика, топка и ајде тепа. Така издржав. Ево, тоа е мој филинг, така тоа мени пресуваше сала таа година. Колку плати земавте таа сезона? Се знае точно? Па не знам, овисно. Беше ту многу проблеми. И женскиот клуб, и мушкиот клуб, и тренери, и ова, и она. Стварно не знам. Ја знам само дека кога завршив да играв со Вардар, потпишав договор со Сергеј, приватен договор, беше ми дужан на крај. Бев 4 години со Сергеј, беше ми дужан на крај кога завршив, му почне корона, заврши се со клубот. Сергеј више отиде из клубот. Потпишев договор со njega, значи мени нето дуг беше 1 година договор плюс бонуси. Значи на крај, након 4 години, бев платен за 3, остане дуг од... Значи цела последна сезона? Сега, нешто остане из прва сезона, нешто бонуси из втора, нешто... Ама кога саберем, беше мој нето договор плюс бонуси, беше нето дуг за мене, лично, не знам за остале, лично, беше 4 години играв, 1 година ми беше дужан. Значи да разјасниме чисто за да биде конкретно, Иван Чупич 1 година играл од љубов кон Вардар. Не, ја добив, не. После нормално Сергеј мене исплатија након 4-5 години со 2, 3, 5, 10 рата, така, ја се наплатив. На крај на ден, мене Сергеј како председател, на крај на ден, све што ми беше дужан, ми плати. Да се вратиме на тој Final Four во последниот, во Келн, кој што никој не очекуваше од вас ја освоивте титулата. Голема негатива со Барселона. Сите ве отпиша, само чекавме ви ние што пратевме, што работевме, само чекавме да заврши надпреварот, да напишеме извештаја, да помине. И некако наеднаш се смени. Не само на теренот, туку се смени во цела Македонија, цело Скопје што ве пратеше, јас искрено ти кажувам како работник. Поголема еуфоријата кога ќе се врати таков резултати се. Јас не знам за вас, јас бев убеден дека во финале со Келце вие сигурно победувате после таа Барселона. Дека нема тоа е со Веспрем со кој беше, со Веспрем, извини, ги помеш. Дека нема тим на светот Олстар да се собере од сите што после таа победа на Барселона ќе ве добија во финале, а не па Веспрем. Веспрем кој што знаеме исто со проблеми колку вложува уште ја чека таа титула. Види ја бев мислим 7 пати у Келн. Се заедно со Вардар, со Левен, со Келце, мислим 7 или 8 пати бев, извини ако грешам. И стварно еден турнир, дневна форма, стварно сите екипе, 4 екипе кои дојдаа до тамо, најсериозно, сите има 25% шанса. Секогаш се збора, фаворити, ови дошли лесно, без пораз, ови у топ форма, овима фали еден играч, два. Верувај ми, значи, секоја година исто, сите 25% и дневна форма. И многу стрес, многу притисак и секогаш одлучува 1-2 топки, секогаш.
I taka беше наша утакмица со Барселона. Прво време губивме и што ти е психологија. Губиш 7-8, 7 минута до крај губиш 2. И пак губиш 2. Ама психологија, ми губимо 2. Ми сме у момент дека ево га, сега се наши. А ови гледаат на семафор кога ќе заврши утакмица. А до прije 5 минути се играли ракомет со нас. Така да психологија, дневна форма, една обрана од голман, една стетива, све е можно. Све е можно тамо и прва секунда од полуфинале и ако влезеш до финале, до задња секунда од финале, мора да играш со исти ментален склоп, со иста желба, не смиш никога да гледаш семафор. Ова е доволен резултат. Сега смо тепали, добро е, утре нови надпревар. Не. И така свртивмо и Веспрем кој дојде со нас у финале, пак нормално као големи фаворит, пак ево га генерација нормално од Илич, од Наđ кои се опраштаат од ракомет, Арпа Штербик и така собра искуство, собра стварно одлична екипа и таа година играа одлична. Едноставно нису могли со нас. Играше во многу тимови, но играше и за многу големи тренери. Колку научи од нив во кариерата, не знам, Душебаев, Червар, Раул Гонзалес, Парондо, да не заборавам некој, многу ќе заборавиш, има многу тренери. Многу ќе заборавам сигурно, но еве како некои кои што се најистакнати, кои што многу направиле не само за клубовите што виде туку и донеле нешто ново во ракометот. Колку имаш научено од сите нив и кога реши или свати дека можеби еден ден ќе бидеш и ти тренер? Кога ти дое таа мисла за прв пат? Па после корона продолжив тука со Вардар уште една година да е договор и потоа имав понуда да останем тука у Вардар, ама избрав Загреб, пошто тогаш задња година таа у Вардар после корона кога Стевче Алушевски и Недановски бев два тренери. Доста таа година бев со нив и со видео и со муабети и со некоја тактика и начин на размислување на ова, на она. Стварно секој дан зборевме, пиевме кафе, зборевме многу и тогаш ме малце заголишта машта, па ние ово лошо, мислим да сакам да пробам, добро е, многу работи, тешко е, нормално да е тешко, ама ме весели, ме радува зборење ова, размислување ова. И тогаш одлучив да се вратив у Загреб, 4 години, 3 години договор мислам, и тогаш да пишев и лиценци, и мастер коуч, да идем да се школувам, плюс што играм у Загреб, да завршим сите школе што треба да завршам, дока играм ракомет, дека сам после спреман со сите папири, со школи, да можем да кренем у тренерска работа. Така да ево, таа задња година у Вардар, со Стевче и со Ненад, со Бутко мој, тука почнев малце, интересно, вака, нака, зборевме многу, правивме муабети, корона, не бевме на 100 не работе, кафани, ова, она, не бевме ова, стално бевме заедно усобликувална пред хотел Русија, тамо, ова, на пат стално, нема никој хотел, немаш никоја занимација и стално таа година баш посветив многу и гледање видеа и тоа и викам ајде пробам некако, имам неки повик дека ме интересира, дека сакам да останам ракомет, мислим дека можем, сакам да пробам, сакам да ризикувам, пошто тешко е да си тренер и тешко е после играчка кариера да си земаш тренерска, пошто е тотално друга работа, ама ево, мене тај дел стварно ме многу онако фасцинирao, интересирao и рекол ајде идем да пробам. Дали сега откако си тренер повеќе ја почитуваш тренерската работа и дали многу ракометари не сваќаат колку е тешко да си тренер? Не се сваќа и ја не нормално. Дека целиот притисок на крајте е многу полесно да смениш еден тренер него 20 играчи. Почнува работа од тоа дека јас стварно за себе мислам дека бев тимски играч. Секогаш и за собликувална и за друштво и не знам стварно да некој ми каже дека сам лош за собликувална било када и поминав стварно многу собликувални и многу луѓи и стварно некако имам тоа у себе дека сам
dobar osoblikovana, dobar za timot. I cijelo vreme i koga razmisluva o treneri, i koga zborev su nekoj treneri i na ružno i na lepo i bef ja isto karakter koji ne beše tako lesan. Ama razmisluva da cijelo vreme zborim za cijel tim, da zborim za nekoja pravda, deka trener sekogaš nije u pravu. Ko što i ja mislim za sebe sega kako trener, da nisam cijelo vreme u pravu. I sega koga se svrtim u glava svoja sega kako trener, iako kako igrač mislev za dobrobit za tim, i sega kako trener, to je možda 10-15% od onoga što razmislujem deka kao igrač. Ne mislim samo na sebe, koliko golovike dajem i da li sam ova ona. Sega vidov kako trener da je to možda 15-20%, a ja togaš kako igrač mislim, povik ja dajem nego trener za tim. I poslije koga se staviš u ova koža, ovaj del, vidiš deka je to malku. Malku s obzir koliko kako trener imaš, ne samo kup rabota i ne samo da se misliš o rezultati. Ima mnogo igrači, ima i oni svoje familije, ima i taktika neka i nekome koji mu isteknuva dogovori. Nije i rabota prema klubot i da se zaposlenik na klubot, pak postoji neka hijerarhija. Na mnogo, pak imaš svoj stav, svoj stožer koji isto ima svoji problemi, svoje stvari. Ama ja sakam kako trener i stvarno naučiv mnogo od site moji treneri i što je dobro i što mislim deka nije dobro. Ama jedno naučiv deka sakam da sam pošten i deka sam pravedan i deka na sekoj dan so svoj stožer sakam deka sam otvoren prema igrači, da sakam je da imame otvorena komunikacija i da seko igrač u bilo koje vrijeme može da dojde i da zbori so bilo koji iz moj stav. Znači da imame počet i da imamo konstantna komunikacija. I sakam od moj stav, i to jedna od prvih zadaći na moj stav beše deka igrači treba vidjeti primjer u nas kako mi između sebe komuniciramo i kako seko od nas raboti svoja rabota ne se meša, ne zbori pozadi, nego da oni vide među nama zdrava, kvalitetna, otvorena komunikacija i deka jedino tako ke nas ekipa prihvati da imamo obostrano počituvanje, obostrani počit, obostrano razbiranje i deka možemo u sekoj moment da si komuniciramo, da si pravimo umovit i sve što zborime, ako sakam jedan da zborimo, nije problem. Ama i pred cijela ekipa nema zborenje u rukavički, nema zborenje da neko ne sluša. Sakame da isto kako bilo koja familija koga ima problem se okupe za masa i si zborati. Sve koji kažu svoje mišljenje, znači otvoren, muabet so početi. I mislim deka je to preduslov deka imaš zdrava komunikacija, deka imaš zdrav odnos među treneri, igrači, deka smo mi pak sekoj dan tuka. I mi moramo, nema oni i mi, ili treneri i igrači. Mi smo sekoj dan tuka. Ima direktor, ima predsjedatelj, oni nisu na dnevna baza tuka sekoj den. Oni su iznad nas i oni pak odlučivati. To je igrač, o trener. Oni moraju zaštiti klubot. A mi možemo zaštitimo sebe su taj način deka imamo početi komunikaciju. I nekogaš rezultati dobri, nekogaš loši. Ima koji je glavan odgovoran trener za rezultati. I taka je u bilo koji sport, така je у Вардар. Може би е неблагодарно ова прашање да ти го поставам, ќе пробам бака го формулирам. Со кој тренер ти беше најзабавно додека беше играч? Не те прашам најдобар тренер или не знам што, секој си има свој. Најзабавно каде ти беше? Кој... Богдан Вента. Богдан Вента беше многу интересан, сакаше многу да се шали. Имавме те 2 години со njega mnogo dobar tim, ama beše i on mnogo pametan. Сега je političar, se gleda дека je mnogo pametan. I imaše celo vreme, sakaše problem. Celo vreme sakaše problem. Se izgubi nekoj nadprevar, mi togaš befme u kilcu, ne gubivme mnogo često. Se izgubi, odmah utre dan sastanak, Balkanci protiv Polakov. Balkanci ne sakat Poljaki, Poljaki ne sakat Balkanci. Pa za to stanul političar. I celo vreme taka. A celo vreme, onda poslije dojde do tebe i veka, kako sam izdupio ovaj, si vidio ovaj namjerno sastanak. Stalno sa njega beše šareno ovaka. Šareno, interesno, pa onda vika,
Ja bih mnogo ljut na njega, prvi otpad odemo u Keln. I ja cijela godina igrav, 60 minuti sina prevari. I prvi otpad Kielce odi na Final Four, moja prva godina u Kielce. Odimo na Final Four, ja seko je utakmica 50-60 minuti, najdobar strelac klub. Dojdemo da igramo polufinale, nisam u sastav. Mislim, ne počuvam. I me stavi vtoro polovreme. I to ja vidov, cijelo vrijeme treniramo. Dan pred utakmica, nema meni marker nego ovaj drugo krilo. Nakon godina dana, dobro. Završuva utakmica, izgubiv me, ne znam, 2-3 razlike, igramo za trete mjesto, so kill, ja igram 60 minuti. I osvojimo trete mjesto, toga je bilo za Kielce, prvi otpad na Final Four, tepaš kill, trete mjesto, nisi četvrto. Uspeh. I on saka su mene muvavi, ja vikam, ne saka napravi, pušti me, ljut sam, ne sakam napravi. I dojemo prvi dan na pripremi i trčamo i dojde on koji mene zagrli me vika, pa vidi Čupko, da znajev ja deka kaj se ti ljutiš na mene, pa dao bi ti ja da igraš. Ja vikam, ajme Bogdan, pušti me sa tvojim moveti. I taka beše stvarno interesno sa njega. On, za mene nekako najzabavan, stalno je neki rub incident, ama sve nekako pozadi, ama ništo zlonamjerno. Taka valjda on funkcioniraše, valjda taka se navikla i mislim deka mnogo smeški imaše ili ne znam, smeška jedna so njega je glavna bila MEBF me stvarno kroz Poljska patovaš po 7-8 sati seko i nad prevarkom, ova Poljska liga, stvarno duga putovanja sa autobus. I mi nazad na autobus, koga poslije utakmice se vraćamo, si kupimo koje pivo, malce si igramo karte, 7-8 duši, ova, ona, muzika gori, 7-8 sati putovaš, stalno imav me dobra družba, dobra zabava. I svega, predsjedatelj se valjda naljuti, Berto Serva se naljuti na neka utakmica i vika, alo, trener, ne može oni seko i nadprevar da si kupuje pivo, reši to, ova, ona. I vika, dobro, ke rešimo i dojde Bogdan, ne znate, dečki, predsjedatelj, znaješ, nemojte baš, nije ubavo, znam da ne pijete puno, 2-3, nemoj, zbog mene, ova, ona. Vika, ajde, Bogdan, pušti gazda, uživaj će ti, nema da znaje. Nema da znaje. I stajemo na benzinska i on što si pravi, čita knjiga, stajemo na benzinska i on si ugasi svetlo i pravi se da spije. I mi kupujemo pivo, trgne me, on pali svetlo, nastavi da čita knjiga, ne vidov, ništa spijem. I taka imaš, mislim, mnogo interesa. Nešto me interesira, to je, već ima sigurno poveke od 10 drugih ta soravodka, na kraju moral da primine političari i sam kaže, pominуват ли уште такви тренери кои што неќам да оспорам никој, но повеќе им се човечките односи како некоја одлика што ја имаат во работата, него анализите, стручноста во денешно време кога веќе спортот стана наука и кога буквално може математичари работат во некои клубови во други спортови кои што кажуваат ова акција ти е толку шанса, таа акција толку има шанса таму ако напаѓаш, тој ако играто. Поминуваат ли уште такви тренери кои што не достигаат на спортот, не само он беше уште е човек, но беше појава на терен кога ќе се појави. Не знам како да го објаснам, Па мислим дека поминува, значи по мене nije sve u taktika i nije sve u matematika i nije sve u statistika. Normalno дека u ovo vreme so videoanalizi, analitičari, pokušavaš ili praviš sve da dobiješ nadprevar. I sve ono što je bitno. I sportski psiholog, i nutricionizam, i fizička priprema, i mentalna priprema, i taktika, i trening, i aerobni, anaerobni kapacitet. Znači, pokušavaš sve da isplaniraš deka nema greška koja dojde nadprevar, deka si napravio sve. Treneri sa svoje strane, ljudi u stafu sa svoje strane, igrači sa svoja strana, taka da ama ako imaš zdrava selekcija, ako imaš dobar tim, kvalitetan tim, koji ima dobre kognitivne sposobnosti, koji je nadprevorački tim, koji saka da tepa, koji ima taj ambicija u seba, mislim da ako pogodiš takav tim, takav trener, ne možeš da promašiš. Ne možeš da promašiš, ta ljudska osobina, ta sloboda, ta nekoji vrsta, nekoja disciplina, nekoji počet razbiranje do site okolo tebe, normalno ako dobiješ tim koji je slab kvalitet, ne možeš mnogo da pomogneš. Ama ovakav nekoj tim, so takav nekoj trener, mislim da možeš da možda dobiješ povike, nego su neki super nekoj taktičari. Uvo prašanje mi otvori so pivото и со бензистрата. Во Вардар,
кој беше најдобар соиграч за во кафана? Джамбо. И добро се гледа по него и кој е вака место кое што највеќе ти прави кеф кога си во Скопје, кога се кафеаните во Брашеј? Па види, бевме у тадашње време работеа све у Скопје, сега после корона е малце поинако и се сменија генерација и така начин на односување према кафани, ресторани у оно време, ајде да кажеме док ми бевме ти години 29-30 тогаш цветаше Скопје од кафани, ресторани и убави места. Ама сега од корона, да викам од 2020 до сега до 2026, тамо поред аеродром имам тамо другар и пар другари, грил хаус. Тамо сам често у грил хаус, тамо знам добро газда, Ждаре мој добар другар. Буквално има се од месото од пастрмајија. Да, од мој Ждаре другар из Драчева и стално смо тамо. Они га викаат свој офис, па ја секој е мало поминан у офис на кафе, на ручак и така, ама ево. Порано стварно бевме секаде и имаше стварно убави места низ цело Скопје. Ама морам да кажем од корона повеќе и помалку кога имам време грилхаус. И препоручам на сите, можда не е добра за твоја емисија да правим реклама, але слободно што другари сме, па мора да кажам. Ќе поминам и ја ќе ги потсетам, нека имале бесплатна реклама. Го спомна Джамбо, мора да те прашам за ова, бидејќи навистина сите ги интересира, ете луѓе кои што не се поврзани, неверојатен лик. Колку имаше мака стручниот штаб во Вардар да се избори со неговиот мерак за јадење, и како, дали вие како соиграчи пробувавте некако, буквално ќе кажам да му даете памет дека окей, сите сакаме да јадеме, но види, веројатно треба да биде малци по-професионално. Тоа мора да разбирам од две работи. Прва работа, Столе и Кара, многу му ете, чим Столе го убедува, многу му правили, мораш, вака, нака, требаш, престани да јадеш, ајде, сериозно, вака, нака, не викам дека он не бил сериозан за тренинг. Джамбо беше добар голман. Джамбо имаше еден проблем, а тоа се звава Арпад Штербик, пошто тај бранише топ и немаше некоја шанса. Добро, кој може да биде прв голман ако Арпад Штербик во тоа време со тебе? Знам дека Столе и Карага многу пати убедуваше, ајде, вака, нака, требаш, мораш, ке дојде твое време и полека, мора да тренираш, да си трплив, вака, нака, и он имаше те некои своји моменти кога беше топ, а имаше своји моменти кога га фати нервоза, криза, беше лут, не добив шанса или така, мислив дека сам требал да влезем, ама тоа кога си играч. И сега нормално помине некое време и сега ја смо се видели со Джамбо и сви кога беше ова хуманитарна утакмица и Джамбо седи поред мене на клупа и вика најискрено што може да викаш сега кога помина некој време, си нормално мудар и паметан сега со 30, со 40, него со 20, секој од нас. И Арпа тамо стои на гол со 50 година, едва се движи, ама никој не може да му дава гол. И вика Джамбо на мене, сега Чупко знам зашто не брани во Вардар. Тогаш можда не може да прифати, можда му беше многу, имаше своји кризи у глава и така, не беше лош голман и нека не зборам дека не тренираше нова, него едноставно не беше трплив за некои моменти и како играч видиш некој работи или некој мани код Арпад, он може ова види nije бранио, можда треба да ме стави, не ми верува, вака нака, лево десно, ама беше многу тешко поред Арпад да бидеш други голман, тоа е факт. Ама ево, и друга приказа након 10 година кога гледаш Арпад, вика сега ми јасно што не бранив поред njega, ама добар беше, ма сите беа добри у тоа време. Не знам, кога ќе ме прашате, мене лично Арпад Штербик, само едно нешто ќе им кажам, точно не се сеќам која година беше кое првенство, кога шпанците го викнаа за полуфинале. Бевме заедно. Некој као беше што се случи. Не знам, дојде за полуфинале мајсторот, одбрани, земаат титула шпанците и бевме заедно во Скопје на припреми тогаш. Раул беше тренер. Па да, во Вардар беше тој период. Да, во Вардар бевме тука на припреми, Раул нас тренираше со Бајле, со Јура, кондициони тренер, сат време и со Раул, сат време, еден тренинг имавме што има нас Арпад и 4 душе,
Сите су за репрезентација, За репрезентација. 4 душе и толку. Ајде, еднашка малце ќе шутнеме, малце ова. И си свај попладне се седнамо и си гледаме утакмице Шпанија, Хрватска, ова, она, гледаме првенство, навијамо секој дан, дуплење за фрканција, така, ова, она. Кој ќе? И еднашка вика, и мора да идем у Хрватска. И си оде тамо и шуа ти Се друга историја. Шуа ти кажа. Не знам, веројатно сега мора да се вратиме многу назад. Ретко кој знае од луѓето и се сеќава на тоа, поминати се 20 години. Иван Чупич првпат на македонската јавност се појави далечната 2007 година на младинско првенство до 21 година во Скопје и Охрид. Јас се сеќавам ко 13 годишник тоа лето распуст, убавини го изгледав, имаше и на телевизија, имаше преноси од тоа првенство. Не знам, Македонија, ако добро се сеќавам, генерација таа беа Никола Митревски, Пецаковски, Велко Марковски, ајде, може би Гоце Ѓоргиевски, не сум сигурен, игра во таа репрезентација. Ти беше дел од хрватската репрезентација, освоивте 4-то место на крај, ако не се лажам. Беше дел и од најдобриот тим на тоа првенство. Таков како што беше на почетоците со Косичка, јас гледам кога дете, викам дали е можно Хрвативе нов Балич да најдоа, толку време доминира ракометот, имаат нов квалитетен играч. Што се сеќаваш од тие времиња и ете твојата прва средба со Скопје? Па Континентал хотел сме били таму, хотел беше супер, беше многу топло. Тога се сеќавам да беше многу топло и дека сме цело време играли билјар доле се сеќавам, мислим дека сме играли ако не се лажем, у Кале. Првиот дел тука у група и другиот дел. Треба беше билјанин извори во Охрид, беше така? И онда другиот круг поминавме, идемо за Охрид. Ми, германци, не знам кој ош тамо други дел пред полуфинале беше као завршница у Охрид. И едно што се сеќавам, и ми германци идемо и доја по нас неки стариот распали автобус и си бегаме за Охрид. Комбенцата не се тие што возат по бегаме, плажа. не знам кој беше, ево можда некој се сеќава кој беше. Со автобус идемо ми германци и ми престигнуваме и тамо идемо, мислим, поред стража, онај дел тамо, кога се педеш ова, она, многу топло, или се расипа автобус. Дими све из автобус, сите надвор, не може бус да се покрене. Ви тамо поред Класика цеста. пат до Охрид во тие времиња. Ви тамо поред цеста чекаме и у тоа германци поминуваат, ми машеме. Вака у тоа време не беше сега многу мобители ова она. 2007 немаше секој мобител како сега. Би машем, они стават, ми се фрламе у njihov автобус, njihov неки автобус мали. Влегуваме натре, иде во до Охрид, некако стигамо до Охрид. И Охрид сите викаат, купање море, шо ми какво море, Македонија нема море, како нема, као и тога запознав језеро и видов да се купате со змии, тоа ми беше многу чудно, пошто самија дете со море. Многу змии имавам вас, тоа ништо не ви шчепкава, ама и тоа сасвим нормално, мени не е. Ама и тоа и на крај се секавам, ето изгубивме и полуфинале, мислим со германци и за трето место со данци. За трето место изгубивте. Со данци изгубивме задња два на превара, ама ево, тоа се неки мои први дојмови од Скопје, од Македонија, од Охрид. Кој беше дел Змија, автобус и Континентал билјар доле у лоби. Замисли уште да го има тој билјард во Континент. Да. Што па не знам, ама не би ама од тогаш, значи ево, живив 6-7 година, живив у Скопје. Секој пат кога тргнем према аеродром, се сетим хотел таму уште стои, ама не бев натре од тогаш. Кој бевте дел од таа генерација на Хрватска? Напри некој со тебе се не се сеќавам точно. Секавам, значи Копљар, Блажевиќ, Никола Џоно, Мате Шуњи што беше трети голман од репрезентација, кој уште беше Муса, Гојун. Вака од светски ракометари. Значи цела генерација која што уствари ги наследивте Џомба, Балич, Метличич, Метличич, сега да кажем и таа генерација, Лацковиќ. Таа генерација што отидоа после у сениор репрезентација, дуги не изгорува Муса, Гојун, Копљар, Мате Шуњич, јас. И тоа време играше за нас 2 години помалку Штрлек и Дувњак. Значи цела генерација всушност. Таа 88-86 со Карачич, со Пешиć, со Штрлек, Дувњак, те две генерации баш
беа убаво собрани, мислим да тогаш Од други репрезентации се сеќаваш некој кој беше дел од тоа првенство? Хансен, Ландин, Уве Геншајмер, кои уште беа. Теа су били големи звезди. Значи Македонија може да се пофали тоа првенство како едно од можеби поквалитетните младински, по што кажуваш бројот на играчи и квалитетот на играчи кои што Тама таа генерација немци таман дојдаа со 21 година порано, не беше тако, ама Србија, Хрватска и Данска, таа генерација 86 беше добра. И тоа генерација Србија со Шешум, со Ненадиć, со Боќа Марковиć, и тамо Хансен, Ландин и така и наша генерација со Дувњак, со Копљар, со Муса Гојун. Тоа беше те 3-4 репрезентации што доминираше таа 86-та генерација и 88 те 3-4 години. Следи потоа 2008 година стануваш и сениорски репрезентативец. Ако не се лажам, тураш е моментот кога не заминуваш во Пекин, така поради несреќа и прстот што ти се случува, што росечеш. Како се случи сето тоа? Како прво прашање и колку беше како млад ракометар, кога знаеме дека тураш најголем ривал на Франција бевте вие како репрезентација. Како се случи тоа и како размислуваше подоцна кога не може да бидеш дел од тимот порано? Па ништо, прстен ми запна за се заглави за ограда и ја како паднав, тако ми бурма исчупа то месо и остане само коска и не беше ништо друго него да се сечне коска, пошто месо не беше више тука. Така да, а што се односува на тај дел, мени нормално. Беше ти тешко, ама стварно се врло брзо вратив након месец и пол дана да играм, да тренирам, така да сите муавети нема да игра готово, крај кариера, бла, шутерска рака, ова, она. Мени тоа не беше проблем, мени само беше проблем дај да ја видим филинг кога ја ќе се вратим на терен, дали да могу да држам топка, ако можем да држам топка, неа проблем, шо 3, 2, 5 палци што имаш, ако може да држиш топка, што е битно. А што се односува на тоа, да, Франција, многу викат Ел Класико, Хрватска, Франција, Франција, Хрватска, ама ево изгледа, ја се малце смием дека сам роден у криво време, пошто мислим дека у мое време, ајде да кажем на Дувња, Хорват, ние кои смо влегули малце у време Балиќ ови, па после наставили без нив. Мислим дека тогаш таа Франција беше ко сега Данска, едноставно. Тешко. Најголем квалитет, најголема репрезентација, са најголем ростер, са најдобри играчи. Мислим дека сега кога збориш ево Данска, задни 4-5 години, и кој го игра со нив е многу тешко. Така и ми у тоа наше време Франција може да изгуби, може некој турнир, ама кога су сите, кога су комплетни, стварно треба да се каже да су што ни едно злато не освои. Нормално да ми е криво. Едно од поразите во кариерата, нешто што и покрај сите успеси што нема. Мада види се, реално ако збориме, вашата генерација иако беше квалитетна, не се сеќам на кое првенство влегуваше како прв фаворит што се случуваше претходно со Балиќ, Метличич, Лацковиќ и цела компанија. Така е, се согласувам, ама знаеш како е. 7 медали имам со Хрватска, со велики натпревари, Олимпијада, светско, европско првенство. Тако нормално дека сам многу горд и среќен да уопште дојдеш до дрес на хрватска репрезентација, пошто знамо какав е квалитет и какви имиња игра за Хрватска, така да си избран у тоа време не беше 20, 22, 24 играча, 16, 14, 16, 15 играча. И да су меѓу тих 10, 15, 20 најдобри у таква Хрватска, само тоа збори дека вау. После 7 медали и уште 3 што су мени многу драги, една су медитерански игре и 2 со омладински, едно светско, едно европско со омладинци, ди имавме таа многу добра генерација што сега зборевме за првенство Македонија, многу добра генерација, многу добри пријатели смо и ден денеска, така да тоа ме формира нака као зашто е лепо и убаво да играш за Хрватска, таа хемија внатре, таа дружба. Ама нормално, како спортиста, како
човек цело време размислував дека тогаш моја фамилија највише пати, ама и највише горда, кога те нема месец-два дена дома, стално си некој карантин, немаш време за нив по 2-3 месеци годишне. Сам сакал и на моја фамилија и на моја држава да се одужим, да донесем дома и у моја Хрватска, да донесем едно злато. И нормално да ми постои жал у мене дека не остварив таа некоја желба, ама живот иде дале и мој сон е секогаш тука. Сега сам тренер, можда еден ден пак бидем у хрватска репрезентација и можеби Желба ти еден ден можеби да видиш и селектор на Хрватска? Па желба ми е да донесем злато у Хрватска. Сега не можем повеќе да играм, сам стар, спор. Може сад и појак. Така да ево, сон како играч не остварив, можда ќе се случи вака. Конечно и тоа европско злато да го земете. Што год, само да донесем злато на фамилија, да учинем своја фамилија многу горда. И ето да донесем еднашка злато у моја Хрватска, така да ево, сега станав тренер. Дали ќе добием шанса, дали ќе има можност, ама сон уште остварив, така. Како човек сега колку да те сметаме за наш веќе толку години, добро зборуваш и македонски. Верувам го следиш првенството сега што е во Скандинавија. Ја пратиш Хрватска, верувам дека ги пратиш и сите останати репрезентации. Као човек што работи, ќе кажам, ете во странство. Која е твојата оцена за Сигурдсон, бидејќи тука сме, сите читаме медиуми Хрватска и се знаеме што се случува, пратиме многу години наназад кога Македонија не играла или кога ќе испадне цела Македонија навива за Хрватска. Тоа не е ништо спорно. Ми беше интересно, на плоштад поминував и еден од луѓето кои што водичи, што ги носат странците, им збори на странци, застанав го послуша, вика ова е Македонија, тука кога игра Македонија сите навиваат за Македонија. Кога игра Хрватска светско фудбал сите навиваат за Хрватска, кога игра Србија ватерполо сите навиваме за сите што се тука кога не нема нас. Како ќе оцениш работата ти на Сигурдсон, бидејќи имаше многу напад, многу пари, скап, зошто странец тренер, па не се квалификувавте на Олимписки игри, потоа дојде светското првенство минатата година. Работата сега и во текот на шампионатот, победи, порази, да бидем искрени, еве јас ќе кажам моје лично мислење и твој, Хрватска во моментов го нема тој талент кој што го имаше твојата генерацијата претходна. Па види, Сигурдсон нормално, првиот странец у повиести на хрватска клупа, у ракомет. Се зборија многу пари, Олимпијада не помина као што су очекивањата. И нормално дека, поготово на Балкан, да има многу скепса, многу критика, многу незадоволство и тоа е нормално. Може би да е кај него супер, што не чита, не знае хрватски, не се замара, со тоа па му е може бит полесно тоа да и пола работи не знае. И што мислим да е многу позитивно и многу добро. Али од друга страна веројатно допираат работите до играчите, може би, може би. Ама после Олимпијада мислим дека Дагур и за светско у Хрватско и сега смени многу работи и njemu тоа беше прво натецање со тим, со кратко месец време, дана, кратко време. И сега, што значи време за Дагур? Ево, значи дека со овај тим од прошла година, окей, може да збориме за Дувњак и Карачич, ама они како собликувална, како со свој респект, како со оно што доносат со само своје име, помогна многу за светско првенство, ама што се тиче односува на минути, на играње и тоа, имаше споредни улоги. Нису тоа споредни улоги во репрезентација, све битно. И сега се прави без таа двојица, тројица сенатори што си заминати из репрезентација, се опростат, се прави некоја нова Хрватска. Сега за сега, што да кажеш, изгубио со домаќин Шведска, таа утакмица беше лоша, окей, швеѓани кои су многу добар тим, нас победија, ама остали надпревари, и ако Бог даде денаска тепама Словенија, и заутре Маđarска, ми ќе имаме 7 победи и 1 пораз на европско првенство. Мојот ми е општо како гледаш на работата, без разлика на крај резултатот. Сега може да збориме и разбираш и ти изгуби од Пелисте играта. Општо јас сум задоволен. Имамо изборник, имамо репрезентација,
se borimo za polufinale. Prošla godina ZMAF medalja, ova godina smo u kombinaciji za polufinale. Nas deli ušte utakmica ili dve, da li ke se nešto Zdravlje poklopi, Bože. ne, zdravlje Bože, deli nas ušte 2 dana od polufinale. Znači izbornik i tim koji izbra on, prošla godina igra finale, ova godina Island, Švedska na malce poremeti u našoj nekoj kombinaciji, ama do včera zavisimo sami od sebe, možda denaska nije taka, ama mi so 2 pobjede, realno, može da igrame pak polufinale. I što da kažem ja za izbornik? Jedno finale, ako Bog da, jedno polufinale, ili u najgori slučaj, ako tepaf ove dvi, smo 5. i direkt smo izborili kvalifikacije za svetsko prvenstvo. Za mene, ekipa, tim, zna se ko što raboti, 20 duši, nema 10 duši nadvor, 10 novi, povike u pomlaku, zna se tim, znaje se role u tim, sve se znaje, izbornik si to balansira. Ja, kako navivač, sam mnogo zadovoljan i mnogo srećan da znam koga upalim televizija, koga navijam, te gledam uba frakomet i kad znam da možemo da tepamo sekuju. I da navijam, borim i se nerviram i vrlo verovatno kad gledamo Hrvatska pak u polufinale. Što sa kame povike? Знаеш, тоа е проблемот. Od izbornika. Тоа е проблемот Или од селектор, како кај на Балканов, еве конкретно ќе ти кажам за Македонија, веројатно не си следил ни толку. Вчера беше селектор едно време во Македонија, Раул Гонзалес беше селектор. Имаше секакви нешто е странец, не се прифаќа, обрван беше, но еве на пример Раул Гонзалес добро се сеќам дека беа муабетите бидејќи прв почна да игра 7-6. Реално, ние ако збориме сега, не можеме да се лажеме, себе ние на Балканот секогаш сме најдобри, не знам, во се сме најдобри. Сега вие фудбал, ако не освоите медал, ќе биде катастрофа првенство, верувам, сега лето кога доаѓа. Беше како ете си прави он експеримент со Македонија, само му експеримент за понатаму во кариерата. Тоа првенство Македонија го одигра многу квалитетно и со сите репрезентации што ќе речеш ти задоволен сум кога гледам дека со сите можеме да одиграме. Значи репрезентација која што најголем успех е 5-то место, премногу бараме. Ги следеше ли надпреварите сега на Македонија нова првенство? Да. Сега ривал ти е во домашно првенство, но како нема да речам би го оценил, но дали би пуштил надпревар во кој што игра тим на Кире Лазаров? Зашо не? Од секој може да се научи. Мислам да го погледнеш како фан пред се, како човек што росака ракометот. На страна се растручно или било што реално да ти кажем, ја 2 утакмици гледам меѓу тренинзи, 2 утакмици снимам да ја погледам вечера. Тако да гледам и сите екипи, и гледам сите репрезентации, и сите тренери, и сите тајм-аути. Сакам нешто да видим, сакам нешто да научим. Све су ми надпревари, повеќе и помалку интересни. Секој има неки свој стил на ракомет. Се гледа повеќе и помалку дека многу трчањето, многу физичка спрема, многу игра 1 на 1 доминира и тоа не отсуствува ни у Македонија, тоа не отсуствува ни од Србија, ни у Словенија, ни у Хрватска, кога збориме за наш балкански ракомет. Сви сме ми повеќе и помалку тука, нормално. Разлика измеѓу селекција, односно репрезентација, клубот е да клуб може нешто и да потпишеш он. Селекција имаш тоа што имаш. И тоа е тоа. И тоа е тоа. Ама мислим и да Србија изигра добар турнир, и Словенија многу добар без пола екипа, и Хрватска дека игра на голем ниво, и дека Македонија покаже свој некој квалитети. Ама разлика измеѓу Хрватска и Словенија за мене во овај момент и меѓу Македонија и Србија е што Македонија и Србија нема константа. Една утакмица игра топ, една утакмица игра слабо, една утакмица игра добро и имаат ова. А турнирско натецање ова значи врло лесно дека нема да поминеш друга фаза или нема да пренесуваш бодове. Сега за сега, задни 5-6 година и Словенија со Зорман и Хрватска со Дагур задни 2-3 години имаат константа у игра, и знаете да тоа е квалитетот, да. И тоа е едина разлика. Ама да Словенија игра без пола екипа, супер. Србија играше многу добар на превар со Германија. Македонци многу добар на превар со Португалија, многу. Ама видиш дан покасно со Аустрија, со Румунија, кај они реално се подобри, кај е притисок, е потешко малце да играш и тоа е тај континуитет што ни мора да направи. Дали е тоа со еден изборник, со два, дали е тоа време со еден тренер да помина 2-3 натецања поред. Сега ја не влегувам у тоа пошто ја не одлучувам, нити мислим да знам одговор на тоа, ама за мене сите екипе со Балкан, овие 4 што игра Европско првенство, мислим да задоволија у границама своји можности. Црна Гора потврди, но Црна Гора, види,
Odigra prvo onaj nadprevar bez odbrana sa Slovencima. Da, vidi, Crna Gora je sekogaš enigma. Oni nemaju neki klubski rakomet. Oni povike pomalku lutaju. Su treneri, pa su izbornik, pa jedno natjecanje site se sobra, pa drugo natjecanje pet žuva. Oni su mi nekako enigma da bi svrsto su ovi reprezentaciji koji ima plan, ima federaciji koji ima sustav, plan, već su godine. Oni su stalno up and down, segao, sakamo, ne sakame, ke probamo, nema da probame. Tako da, oni su imali Roganović, trener koji je pravio mnogo dobre rezultate. Rosmini. Zašto, kako, ne znam. Ama on imaše 2-3 godine. I sustav, i sistem, i ekipa, i borba, i želba. Evo ja sam svega vidio Crna Gora, 3 nadprevari bez borba. A Crnogorci, porano koga ja igram su njih. Barem ono prvo što si mogu da si vidi, čote ke dobiješ, ke te u te pat, ke nema 2 pati, 3 pati davaš gol, 4. pat si na zemlja, neka te sabira su može ke povediš, ama nema ti vidu ovo posle nadprevari. Razbiraš. To je beo koga gledaš Crna Gora. Sega, evo Branko Vujović vidov, pošto igra sa njega u Kielce, vidov Branko Vujović koji kao jedan od kapitanija, iskusni igrači, vika mnogo se bavimo su taktika, a malku su želba su trčanje. Znači prvi preduvjet je da igraš šakomet. Da li nije odgovara na niv Dinarko prvo, ne znam. Ne se ga zboram za trener, nego sakam ti kažem. Znači, ako sakaš da igraš šakomet, borba, tepačka, želba, trčanje, to je baza. A poslije vidimo, imamo li taktika, imamo li roster za 2 smjera, za 1 smjer, da li imamo ko da vleze, da li imamo rotacija. To su neke raboti koji možda imaš, možda nemaš, možda ke dojdat so vreme. Ama ove raboti na Balkan, kod ove 4 ekipi i reprezentacije, vidiš kod Crna Gora? Nema. Uvo je spomena, ne znam, Srbija i Makedonija. Da li problemot kaj ovije 2 reprezentacije što igrat na nivото na protivnika? Koja igrat so podobra reprezentacija, vidovme Makedonija, so Portugalija kako odigra, Srbija so Germanci kako odigra. I posle gledаме koja so realno novu post Романија, ние на полувреме требаше, го гледаше пред силно да водиме 10 сигурно. Беше 4-5, на крај се вратија 10 минути гол не им дадовме. Кои се тие работи кои што треба ги поправиме како нација во менталитетот прво, па подоцна тактички плани и се останато. Ја мислам дека е види со искуство, со многу надпревари на исти ниво, со многу грешки у надпревари, зборам сега као играч, со многу грешки, може да одрасташ и како тим, и како индивидуално, тако и колективно. Проблемот е што кога немаш така испаја, не кажем да е sa strane, ja pak zboram nisam внатре, по страна. Нема шо да изгубимо, летиме. Има шо да изгубимо, грч. Така мене изгледа по страна. Мора да тепамо 10 разлика, 5, 3 сега, шо ако промаш. Значи, многу голема разлика што ја видов по страна е кога притисок имаш и кога немаш притисок. Ама, за мене е то се исто. Или ја пак ќе кажам, на почеток ти кажам, притисок je privilegija, nije problem. Pošto, zašto ti nemaš pritisak da igraš za Makedonija? Zato što nisi kvalitet da igraš za Makedoniju. Znači, ako sam ja nosim dres na Makedoniju na Hrvatskoj i oblečem taj dres, ima u njega 2 tone, u hrvatski dres, koga ga obleč, ima 2 tone. A to je privilegija. Pošto ne može sve koji da ga obleče. 10-15 duši može da ga obleče. I ti treba da to shvatiš kao privilegiju. I normalno da je neko, moram da tepam. To je normalno. I tu, ovako što po strane gledam, tuka im se mnogo stvara mentalan problem da koga morat ili koga je nešto podoba, deka imat problem da igrat kao što trenirat. Jer pak se vraćam kako treniraš, tako ke igraš. I mislim deka tua Hrvatska prejde s ova generacija. Imaše ta Hrvatska problem 2020. u Mađarska, 2021. ili 2022. so Perkovac imaše taj problem. Koga otvori na prevar dobro, pobeduva, koga otvori na prevar loše, ne može da se vrati. Ama pomina, vidiš, i Perkovac i ova ona, i сега dojde 2024. Сега i koga trgna dobro i koga lošo i koga ne igra dobro može da tepa. Znači, isto isti adres, isto je težak. Ama, mora se naučiš svoje iskustvo da igraš sa toga. I da ne ti je breme, nego da je to pod normalno.
I to jednostavno u ovaj moment mislim da Makedonija i Srbija nema, a Hrvatska i Slovenija ima. Jer Slovenija, da nema to u sebe, oni bez 5-6 glavnih igrača bi došli na prvenstvo i protiv Crne Gore bi slavili druga pobjeda koga spomenuli drugi krug, bili 7 dana u kafana, evo mi napravimo sve, nismo se osramotili. Така? Najčesto u Makedoniji to je problem što mnogo ги правиме тие математики пред првенство. Да ја победиме, не знам, Романија, да видиме вакво полесен ждреб за бараж, за светско првенство и тоа. Морам да те прашам, не мора да ми одговориш, но не е твоја работа, ти си клубски тренер, работа ти е со Вардар, резултатите со Вардар, но човек кој што работи во Македонија, мислам дека има право да го сподели своето мислење. Киро Лазаров кога се врати во Македонија, една од првите изјави за кои што многу го нападнаа беше сакам да почнеме да играме како Норвешка. Норвешка во тој период беше со младите, Саросен играа полуфиналиња, финалиња. Него поентата му беше дека сака од Македонија да игра модерен ракомет. Нешто ти што го донесе во Вардар родина, брз ракомет со многу трчање. Како поминуваат годините поради XY причини и тој Алкалуид малку крева рачна игра поспоро. Имаше неодамна изјава дека не може репрезентација да игра брз ракомет кога 80% клубовите во лигата играат спор ракомет. Еве ти ги гледаш сите надпревари, сигурно се случува надпревари по 2,5 часа да траат, со многу прекини, споро, 22-20 да завршуваат од вториот ешалон. Што мислиш на оваа тема и колку со дирање на квалитетот на лигата се дира и квалитетот на репрезентацијата или не мора значи бидејќи еве Словенија и Хрватска долги години немаат страшни лиги. Дури Словенија голем пат има на лигата, Целје, Горење, Велење имаат голем пат во квалитетот. Која е тајната на успехот или едноставно важно е само главните играчи во репрезентацијата да играат во силни клубови, небитно дали е тоа во домашното првенство или во странство? Ај, мора, види. Едно по едно. Види, едно по едно ќе ти одговорам, ама со многу почит и ќе пазам што зборам, затоа што не сакам да неко протумачи. Да виде Иван се прави многу паметен. Не би да било да протумачи, да влегувам у нечија работа. Прва работа. Пошто и лесно се вадат работите од... Да, прва работа. Јас сам странац у Македонија. Колку го јас сакам Вардар, тука живим 7 години, со фамилијата, јас знам дека сам странац. И одгоен сам така, пошто поминав цела Европа, кај играв небитно, знам дека сам странац и да треба да завредиш почит кај живиш, да се прилагодиш на култура, менталитет, да можеш да живиш у друштво кај сам. Јас сам сега у Македонија. И со таа приказка имав 2, 3, 4 интервјуи до сега за хрватски медиуми. Ди јасно пофалив Македонска лига со квалитет, со 4 екипи, да не се знае кој ќе стане шампион, со пуни сали, со многу дербија, 12 дербија, секи бод е побитан и да на Балкан нема подобра лига. Е сега, ја, како странац, леб јадем у Македонија. И мене Вардар плаќа, и нормално е за мене дека како Хрват, почитуван и лига, и Вардар, и сите клубови што даваат некој денар, да ми тука имамо леб и добра лига. И да почитувам, и да фалим, и да сам благодарен, сам дел на тоа. Е сега, мене, искрено, не ми е седно, кога изборник или селектор и било кој из Алкалуид, Пелистер, Вардар, некој директор, некој тренер, збора лошо за ова лига. Мислим дека то не е убаво, затоа што некој то плаќа, некој то гледа, луѓе долази у сала и требамо малце да смо позитивни, ама да има работи што селектор треба да поправи у Алкалуид или ја у Вардар или он за македонска репрезентација, тоа е опис тренерскog посла. Ама не можемо ми сега, не могу ја сега да дојдем и да зборим зашто Пелистер игра на овај начин, зашто тренер Охрида вака, зашто Лориг игра нака. Он како селектор има право на видење што мисли. Ја само имам едно нормално прашање. 99% играча у селекцiji
и на Европском првенству из Македонска лига. Македонаца. Така? 99. Sad je li iz jedan klub? 6 klubovi, 12. Nebitno. Ama znači, pak ta liga ili taj klub ili ti klubovi su donijeli seniorske reprezentativce. Svega, zašto Makedonija nema 20 Balića ili 20 Dubnjaka ili 20 Gicela, mislim deka nije na mene da zboram i da kažem to je zbog ova, to, jer ne znam. Ja da znam da je proizveden 20 Gicela, bi čutio i samo bi proizvodio. Ne znam. Ali mislim deka treba me i deka je česno, deka mora da promoviramo i pozitivno zborime za ova liga, pošto BEF Hrvatska liga, BEF Slovenska liga, koga beše najaka, Slovenska liga, so Cele, so Velenje, so Kopar, so Slovan, so Preven. Ta liga beše blisko kao ova. Samo derbi, tuča, se koji možda tepa, se koji ništo da zadnje kolo ne se znaje, ko što i tuka nema da se znaje do zadnje kolo. I tuka odrastamo, i treneri, i igrači, i navivači, i sponzori. I mislim da je to ubavo. Svega, zašto neko i tim, zašto Alkaloid igra brzo ili sporo, ili zašto Alkaloid nema stranca, ili zašto Pelister ima stranca, koji sam ja da zboram. Moj tim je Vardar, ja si gledam svoja rabota za Vardar. Zašto neko je kupio ovaj, kupio onaj, zašto je neka matematika da ovaj samo proizvodi, ovaj kupuje gotov proizvod. Svaki klub ima svoja vizija i svoj proračun i zašto saka nešto što saka. I ne treba da komentirame zašto je taka. Kil. Koliko kil proizvede igrača u 50 godini? Koliko? Mladi. Damke i? I ne znam. I Damke i? Vincek beše tamo. Ne, Vincek beše u Gumersbach. U Gumersbach, znači ne je ni on. Eto. A koliko proizvede Leipzig? I koliko proizvede Gumersbach? 100. Gumersbach ima ta rabota ili saka taj projekt, Kil ima svoja. Taka da je glupo deka vleguvamo zašto Alkaloid radi ova, zašto Vardar ona, zašto Pelister ona. Sve koji ima svoja vizija, svoj plan. I treba se početi ova. Ama liga kao liga, mislim da treba me da je falime, zato što ja svega koji sam došao nakon 4 godine iz Hrvatska liga i BEF 5 godina tuka koga Makedonska liga za Vardar, onaj koji beše nula i svega ova, ja sam mnogo gord i mnogo srećan da sudjelujem u ova. I mnogo je interesno, mnogo tenziji, mnogo navivači, mnogo. I mislim da je to dobro za Makedonija i za sport i da site što smo natre. Od trenera, igrača, fizioterapeuta, ljudi na kraj koji sve to financirate. Тораш игравте сеха лига, но морам да те прашам, се ми отвори интересно. Дали тој ваш Вардар од тораш кога доминиравте, тука тепавте по 10, 15, 20 разлика секој, ќе влегувавте посериозно денес кога бевте како играчи во оваа лига моментално што е на Македонија? На надпреварите. Верувам дека тораш сега не може да се лажеме сега да не подценуваме фир за противник, бевте 10 класи подобри од сите во тој период. Сигурно. Сега ќе беше посериозно сватена македонската лига. Sigurno, ama mislim da kao u taj moment niko iz makedonski drugi klubovi ne sakaše da vleze i vleguva so pari, pošto zna deka so Vardar ne može da se mača što pari nisu kvalitet. Sega, svi te vide šansa. I Alkaloid, i Vardar, i Pelister, svi te vide, tuka smo. Voda, svi te smo blisko i svi te vide šansa. Sega, stavi Vardar 10 miliona budžet. Ja ti kažem, utre Pelister ke namali budžet, Ohrid ke namali budžet, Alkaloid namali budžet. Koga je site tvaka, onda možda imaš 3, 4, 5 klubova i svega u ovaj moment za Makedonija, koga vidim da su počeli da se renoviraju sale, prave nove sale, malo se diže infrastruktura, mislim da je mnogo pobitno deka sledne 3-4 godine. Ja možda sam, ke bidem tuka, možda nema da bidem tuka. Takva mi je rabota. A mislim deka za liga i za infrastruktura i za državata, deka je svega pobitno da ovakav kvalitet možda ušte malce gore, 4-5 klubova da ostane s ovakav kvalitet, mislim deka ke profitira i država, i ljugi, i igrači, i treneri, i svi te koji su u rakometu. Полека да превршуваме, те прашам како човек кој што и стручно и приватно од љубов го гледа ракометот,
еве, неважно да не работиш во Македонија, си погледнал, како ќе оцениш настапот на Македонија на Европското првенство? Бидејќи многу напаѓаат зошто секогаш се предаваме против репрезентации како Данска, ја не знам што треба да се случи во моментов да победиме репрезентација како Данска. И дали ќе изгубиш 5 или ќе изгубиш 12? Види, Македонија со група со која игра беше реално за мене како некој кој е у ракомет и гледаш група дека су квалитетни од Румунска како репрезентација. Тоа победија. 2, 20, 15, неважно, победија. Данска, најдобар екипа на свет, веќе 4-5 години, изгубија, сад јел могло да биде 8, 12, 15, пак мора да знаеме и прва утакмица, и ови играше дома, први надпревар, многу тешко да се влезе такав надпревар и кога немаш притисок, пак е 10-15 илјади души судија и проти Данска и на минус 15 нема да некоја сумљива. Поготово ако njihov голман има 20 обрани, многу е тешко. Поготово ако работат крене лошо, многу е тешко да се вратиш. И тоа е пак повеќе и помалку реално. Пошто ја не мислам дека сега та Данска ќе дојде и игра оде у Борис Трајковски при 5000 души, 6, Македонија игра дома, да биде 10 разлика за Данска. Така? Нормално. Nije исклучено. И со Португал изигра еден вансериски надпревар, после минус 5, минус 6 да покажат карактер, да се вратат утакмица и да на крај утакмица тепат. Мислим дека е тоа, односно изиграт нерешено на крај, мислим дека е тоа за сваки почет. И исто како за Србија, така каже на многу квалитетно изигран турнир. И очекувај. Убаво си помуабетивме, не знам, веќе 2 часа и мора да бегам, брате, звони телефон веќе 2 часа и повеќе ти благодарам стварно што не ме прекина воопшто, туку беше расположен за муабет. Навистина ти благодарам што дојде денеска и пак ќе повторам на почеток што кажав, не само на професионален, туку и приватен план. Навистина ми е чест што разговаравме. Се надам дека ти беше пријатно и дека убаво си поминав. Супер, фала ти многу. Ево не видов нија дека помине влико време, ама видим задни пола сат. Не престае да звони телефон, така да сме одужили малце, ама ево. Драго ми е што ти бев гост. Надам се да не разочарав ни тебе, ни луѓе може што го гледат. Не сакав никога да навредим, тоа су некоја моја размишљања, мислења и од сега ја концентрација на моја работа, ти на свој следни гост. Фала уште еднаш што ме угости, беше ми многу интересно и ево, можда и уште се видимо кој пат. Дај Боже да се видиме уште многу пати да разговараме не само за Вардар, туку и за останати теми. Ти благодарам уште еднаш. Фала ви на вас што не гледавте овие 2,5 часа, више не знам ни колку точно, се убаво се заспоревме. Ставете лайк и сабскрајб, навистина е секој видео има голем број прегледи, но тие лајкови, фала, знаете денеска се е дигитализирано за да излезе видеото, за да се појави сите молат и поголеми јутјубери и емисии од наша молат за тие лајкови, навистина значат, ништо за вас не значи, не бидете дански судии на големи првенства, ставите лайк или сабскрајб. Ви благодарам многу и пријатно.